Ова видео е создадено исклучиво за едукативни цели. Ние не сме финансиски советници и не гарантираме добивка. Секое тргување е ризично. Информирај се добро и консултирај се со лиценциран експерт пред да донесеш финансиска одлука. Поздрав екипа, добро дојдовте во епизода 3. Денеска во ова епизода ќе зборуваме за една од поважните работи во трейдингот како бизнис. Тоа се таймфреймови или временски интервали и топ-даун анализи. Во ова лекција мора да се задржиме на овој дел од чартот, односно да објасниме што значат временските интервали, бидејќи без нив не можеме ништо буквално да работиме и да тргуваме во делот на трейдингот. Многу почетници прават една голема грешка, бидејќи не пратат анализа на поголем број на таймфреймови, него тргуваат само на еден таймфрейм, најчесто на 5 минутен таймфрейм или 15 минутен таймфрейм. Но вистината е дека пазарот мора се чита од поголема слика кон помала, бидејќи поголемата слика ни го дава фракталното движење на цената на помалата слика. Например, професионалните трейдери, како што спомнавме во претходната видео лекција, професионалниот трейдер знае точно каде да направи анализа и знае точно каде да го бара својот сетап. Мислам дека научивме што значи да си професионален трейдер, така да мора да го задржиме и анализирањето на истото. Професионалните трейдери секогаш прават анализа од повеќе таймфреймови за да разберат со цел каде се наоѓа пазарот, која е главната насока на движење на цената и каде може да биде најдобриот сетап за нивниот ден, недела, месец, зависно од каков тип на трейдер станува. Бидејќи тоа, кога ќе се изанализира комплетно све, тоа се нарекува топ-даун анализа. Ќе почнеме со просто прашање: што значи поимот таймфрейм? Кратко ќе го одговориме јасно. Таймфрейм е временски интервал, како што спомнав претходно, во кој се формира една свеќа на чартот. Ова може да си го запишите како поими, како дефиниција за таймфрейм, да знаете што точно значи, со кој ќе се среќаваме секојдневно на чартот. Значи, во трейдингот постојат повеќе таймфреймови, најбитни ние кои ги користиме ќе ни бидат месечен таймфрейм, ајде ваки нешто ги запишеме, monthly, monthly timeframe, daily timeframe, H4 timeframe, H1 timeframe, 30 минути timeframe, 15 минутен таймфрейм, 5 минутен таймфрейм и 1 минутка таймфрейм. Ова ни се најбитните, односно едни од најбитните таймфреймови кои што постојат во трейдингот. Е сега, monthly timeframe ни означува формирање на свеќа
која представува еден месец. Daily time frame, логично, формирање на свеќа која представува еден ден, H4. Формирање на свеќа која представува 4 сати, H1. Формирање на свеќа која представува 1 сат, 30 минутен time frame. Формирање на свеќа која представува 30 минути, формирање на свеќа која представува 15 минути, M5. Формирање на свеќа која представува 5 минути и M1, односно минутен чарт, формирање на свеќа која представува 1 минута. Ова може да си го запишите, да знаете што точно, зашто точно разговараме за нова ова видео лекција и најбитното од денешново изучување за таймфрейм е тоа што секој таймфрейм ни покажува различно гледање или перспектива на пазарот. Ова исто е доста важно. Бидејќи, например, доколку отвориме чарт на daily time frame, може би пазарот се наоѓа во јасен аптренд, но ако се префрлиме на 5 минути, може да изгледа како да пазарот да сака да паѓа или да се наоѓа во даунтренд. Затоа доста трейдерите се во голема заблуда со тоа што гледаат еден таймфрейм и мислат дека пазарот оди во таа насока. Затоа постои концептот топ-даун анализи. Топ-даун анализи. Анализис. Што заправо ни објаснува тоа? Топ-даун анализата ни е моментот каде што секогаш ја анализираме структурата на пазарот од поголем таймфрейм кон помал таймфрейм. Можете да го запишеме, да го знаеме. Секогаш правиме анализа на пазарот од поголем таймфрейм кон помал. Односно, како би изгледало тоа? Прво отвараме таймфрейм на daily или 4 сати, бидејќи тие таймфреймови ни одредуваат главната насока на пазарот. На H1 бараме брейк или change of character или зависно од стратегијата што тргуваме, тоа ни се нарекува mid time frame, односно среден таймфрейм, каде што ќе потврдиме сетап и на 15 минути или 5 минути влегуваме за да најдеме јасен entry, односно јасен влез во позиција. Ова е многу важно бидејќи големите институции и smart money концептите
ги носат одлуките на поголемите таймфреймови. А бидејќи цената се движи фрактално, што се случува на поголемиот таймфрейм, тоа ни дава слика на помалиот таймфреймови. Помалите таймфреймови воглавно се користат за прецизен entry и за помал stop loss. Сега ќе покажеме како изгледа на чартот. Практичен пример, одредување на една топ-даун анализа. Ова го оставаме. Се префрламе на daily. Daily чарт ни објаснува свеќа од еден ден. Да речеме, секоја поединечна свеќа ни дава движењето на цената во еден ден. Само секунда. Оваа свеќа не значува еден ден. Оваа свеќа не значува друг ден. Оваа свеќа не значува трет ден. И секоја свеќа која е формирана на daily timeframe означува еден ден. Како се движела цената во тој ден? Ќе земиме вака. Стрикно за злато, бидејќи нормално академијата за злато, па да се фокусираме на златото. Прво да се префрлиме на daily timeframe-от, каде што воглавно го одредуваме генералното движење на цената, како што може да заприметиме, се наоѓаме во генерален uptrend или bullish тренд, каде што може да видиме јасно движење на пазарот. Цело време имаме движења во нагорни насоки и тоа ни одредува главниот биос, односно главното движење на трендот. Доколку се вратиме на 4 сати, значи тоа овде вака од страна ќе си запишиме daily, вака T bullish тренд, спуштаме на 4 сати, 4 сати ни е повторно bullish, може да видиме движење генерално нагора, H4 bullish тренд. Се спуштаме на сат време, кај што повторно сме во bullish тренд. H1 bullish тренд. Добро. Значи, структурата не е одредена на маркетот. Се наоѓаме во bullish тренд, што е логично дека би гледале за куповни можности, односно buy opportunities. Не би требало да разгледуваме за sell позиции или да одиме контра трендот. На H1 чартот претежно ги бараме брейкаутите, пулбекот на истите брейкаути, собирање на ликвидност и структурен шифт. Тие поеми ќе ги учиме во наредната лекција, каде што ќе се префрлиме на структурата на пазарот и поимите кои што ги користиме секојдневно во пазарот. Да речеме, што не значи breakout? Ајде, мора да објасниме, пошто во ситуација се наоѓаме на една техничка анализа, гледано, сме имале некоја зона. Да ја земеме оваа зона, дека сме имале некаква си консолидација, цената не знаела каде сака да движи и во одреден момент добиваме брейк на структура. Ова овде
ни се нарекува break of structure или ќе се сретнете со кратенките BOSS. Следно што добиваме, што треба да добиеме, го чекаме pullback-от. Што е pullback-от? Pullback-от е во суштина корекцијата на самиот breakout. Доколку цената излегла, направила breakout, имаме корекција, потврда на истиот breakout. Ова движење, каде што цената се вратила, се нарекува pullback. Сега, тоа све се одредува на сат време. Следно што гледаме е liquidity sweep. Liquidity sweep ни значи собирање на ликвидност, каде што сме имале претходно оставени ордери, само цената некогаш допрела до нив, собрала стоп-лосовите и си продолжува во насоката каде што треба да си оди. Структурен шифт не значи кога маркетот, односно цената, од една насока на движење ни се префрла во друга насока на движење. Ова овде се нарекува structure shift. Тоа го означуваме на сат време, потоа само ќе ги избришиме овие да не ни сметаат, бидејќи ќе се спушти на помал таймфрейм. Се спуштаваме на 15 минутен чарт, каде што бараме конфирмација или точниот ентри. Од самата анализа од претходно, анализиравме на овој дел од чартот. Ајде нека стојат, пошто сепак ќе ни треба да го објасниме влегувањето на трейдот. Сме добиле break of structure, сме добиле pullback, истестиран истиот тој break of structure, имаме smart money trap и добиваме структурен shift. Тоа ни кажува дека цената повеќе не сака да оди во нагорен правец, што би значило дека треба да бараме можност за сел позиција. Што ви чекале ние кога ќе добиеме структурен shift? Чекаме тој структурен shift да ни даде трап на претходниот левел, односно стапица, самиот тој структурен shift да биде потврден дека цената стварно сака да оди во таа насока. Добиваме потврда за ентри. Нашиот ентри би требало негде да биде овде, односно доколку бараме влез по Фибоначи, што и тоа ќе го користиме. Сме добиле импулс, на самиот тој импулс чекаме корекција од 50%. Корекцијата точно е на 50%. Плюс ни оставила цената свинг. Секундица. Имаме свинг
имаме корекција на 50%, имаме entry. Овде е нашиот entry за sell позиција, stop loss имаме на претходниот swing и минимум што гаѓаме е последен low. Последен low ни е ове во ситуацијава, да тука минимум гаѓаме. Цената продолжила доста подолу, но нашиот таргет е исполнет. Вака изгледа една топ-даун анализа од поголем чарт кон помал и формирање на самиот сетап. Ова е дел од стратегијата, каде што не е сепак целосно објаснета. Ќе објасниме со тек на време, бидејќи имаме побитни работи за кои што треба да разговараме пред да научиме стратегијата за тргување. Добро, одиме понатака. Најчестите грешки што ги прават трейдерите е буквално можам да ви споредам со возење на автомобил. Гледаат само на 5 минути или 15 минути и влегуваат во трейд без да знаат што се случува на големата слика. Тоа ти исто да возиш автомобил без да знаеш каде те носи патот. Буквално тоа може да го споредиме, доколку немаме направено анализа од претходно на поголемата слика. Затоа секогаш анализата мора да ја правиме од поголем чарт кон помал, за да имаме јасно знаење и јасен заклучок на движење на цената. Заклучокот да сумираме. Што значи нештото што го учиме денеска? Таймфремовите помагаат да го гледаме пазарот од различни перспективи, а топ-даун анализата ни овозможува прво да ја разбереме големата слика на маркетот, потоа да се најдеме својот сетап и на крај да го избереме најдобриот entry. Овој концепт е еден од најважните на секој сериозен трейдер, кој што морат да го разберете. Ако сакате да станете професионалци во овој бизнис, секогаш мора да разгледувате можности кога е најпрактично да се влези, не кога вие ќе посакате. Маркетот дава можности. Никогаш не може да ти изманипулира, како што спомнавме претходно. Секогаш не манипулираат самите емоции кои ги имаме како луѓе. Така да немојте да избрзувате во влезовите, немојте да избрзувате во да ја бркате цената. Секогаш ќе добиете можност што би било ако не би било. Затоа можам да ви покажам лично јас како правам своја анализа. Тоа ќе биде бонус од мене до вас. Моето анализирање на маркетот изгледа вака. Прво што правам, одредувам своја зона каде некогаш се движела цената и што ми има оставено. Да речеме, ова ми се некои две зони, односно места каде што цената некогаш допрела. Што би сакал лично јас да видам? На daily chart одредивме зони. Вака сега, овде ќе напишем текст. BSL, ова ни значи buy side liquidity и SSL, sell side liquidity. Односно, каде што има ордери на берите на селерите
каде што цената направила liquidity grab. Например, ако реално гледаме големава слика, маркетов моментално имаме bullish тренд, одоздолу имаме формирано тренд лайн, секунду, потом лайн, но исто така ни се формира и од горната страна тренд лайн. Што значи дека даден момент кога цената ќе ни направи добивање на истиот тренд лайн или пробивање на горниот тренд лайн, тоа ни кажува дека цената тргнала по ликвидноста. Бидејќи не може континуирано само да движи во една насока, секогаш остава ликвидност, која што покасно треба да биде истата собрана. Сега, се префрламе на 4 сати. На 4 сати може да видиме дека сме заглавени во една голема консолидација. Што значи тоа? Ако може да приметите, цената ни се движи измеѓу овие две зони. Лично, додека не добијам брейк на една од овие две зони на сат време, за мене значи дека се наоѓаме во момент на консолидација. Јас што сакам да видам, да ми се исполни мојот сетап. Добијам пробивање на долниот дел од тренџот и пулбек до него, каде што би било моето позиционирање, односно 1, 2, 3 на сат време движење на цената, пулбек на истиот, конфирмација со 50% или може би 61%, 79% во дискаунт зона, каде што бих барал својот сетап за сел позиција и да дојдеме до она што некогаш цената го оставила, ликвидноста, која мора да биде собрана, а потоа би барал да buy side liquidity. Ова е како бонус од мене, некое базирање и гледање на маркетот, а секој што ќе го гледа видео и ќе се ослони на чарта на злато,
не мора да значи дека ќе бидам во право и дека мора да го испратите ова анализирање. Не мора да значи дека ќе се деси ова што јас го предвидувам. Ова е само едно моје гледање на маркетот. Така да потрудете се да разберете дека златото е еден маркет каде што волатилноста е неизмерна. И повторно ќе повторам. Нешто што има оставено, секогаш се враќа по него да си ја заврши работата. А тие се доста големи левели, кај што ќе ги чекаме да се случат. Најважно правило што го следам и што сакам да го следите е тоа што никогаш немојте да влегувате во трейд ако големата слика на пазарот не ја поддржува вашата идеја. Ако големиот тајмфрем и малиот тајмфрем не се наоѓаат во иста насока, тогаш шансите за успешен трейд се многу помали. Но доколку не се наоѓаат во иста насока двете слики, тогаш сме посигурни и шансите за успешен трейд се многу поголеми. Ако сакате да тргувате како професионалци, навикнете се секогаш да правите една топ-даун анализа пред секој клик за buy или sell. Така да во следната лекција ќе зборуваме за market structure, што е основата на разбирањето за движењето на пазарот. До тогаш ве поздравувам. Имајте успешна работна недела.